Од 28 ноември, вторник, започнуваат божикните пости за православните христијани и ќе траат се до 6 јануари, кога е најголемиот христијански празник Божик. Постите траат 40 дена, а од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги со објаснување за секој ден од неделата. Од утре започнуваат божикните пости. Само ти ми кажува дека се востановени во чест на еден од најголемите христијански празници, а тоа е рожденството Христово Божик. И според типикот пропишан од православната црква, овие пости се постат на следниот начин. Значи во понеделник, вторник и четврток се употребува масло, среда и петок е строг пост односно на вода. Додека на големите празници, сабота и недела, е благословена употреба и на риба. За да биде полесно ова правило, веќе пуштивме слики и примероци по социјалните мрежи и по медиумите за секој ден посебно како се пости. И како што претходните години напоменуваме, така и сега ќе напоменеме дека постот не е главната она што треба да ни биде главна преокупација, туку треба повеќе да посветиме внимание на духовниот пост, на нашето однесување кон ближните, на нашиот однос кон Бога. Бидејќи светиот Јован Златоуст го зборува за како треба да се пости, вели дека прерачунајте го вашиот оброк со месо, тргнете го месото од оброкот и разликата која што постои дајте ја на сиромашните, тоа е веќе совршениот пост, бидејќи не е доволно само да се воздржуваме од храна, а да не бидеме во мир и да не се молиме за нашите ближни. Сите оние што сакаат да се причистат, да се соединат со телото и со крвта Христови, најпрво треба да се исповедаат или да се консултираат во најмала рака со своите духовници, за причистат да им биде за спасение, а не за осуда. Постот не е време на очајание и мрак, на страдање и измачување на телото и душата, туку е чин на радост и закрепнување на љубов кон Бога и кон човекот. Покрај постењето, православните христијани треба да присуствуваат и на божествените литургии кои се одржуваат во црковниот храм во Кочани и да се молат за здравје.